Владата донесе конкретни мерки за штетите од синиот јазик. Сите сточари на кои болести им ги преполови или уништи стадата ќе бидат обештетени. Ќе бидат обештетени со дополнителни 4000 денари по грло угинато животно, 700 денари за задржано женско јагне за ремонт на стадата и дополнителни 1200 денари по угинато животно како субвенција и ослободување од надоместокот за пашарина по 50 денари од грло добиток. Ваквите најави за сточарите се олеснување, зашто стадата и екзистенцијата им беа доведени во прашање. За нас е многу битно и тоа што ни помага, затоа што ние сме сточарите више, кои да прашат од сточарите дека најлоша ситуација имаме ние више. Да и тоа што е минимално, добро и тоа. Боле нешто што викат старите неголе ништо. Синиот јазик во источниот регион најсилно удри во Беровско, Штипско и Кочанско. Во просек стадата претрпеа штети од 30 до 35%. По стадо тоа беа поединечни загуби од 250 до 300 овци. Последиците од болеста се чувствуваат и сега. Последиците се тие дека немат имунитет овците, мртви јагниња јагнат сега, тие што се биле зафанати. Значи од таа не можеш више ништо да извадиш, ни јагне, ни вана, ни ништо и дали ќе останат живи. Ако фанати дебели зими, како што најавуваат сега зимата да биде јака, ништо нема да имаме од тоа, тие сите ќе изумрат. Со одштета од 100 евра по грло, сточарите ќе добијат околу 2500 до 3000 евра. Колку сточари од регионот ќе добијат одштета и за колку грла добиток ќе се знае откако Агенцијата за храна и ветеринарство ќе ги ажурира и достави пријавените штети.